Еве сме повторно назад после утринските вести, почитувани гледачи. Добро дојдовте и останете заедно со нас се до 11 часот, каде што ќе имаме одличен разговор со нашите гости. Многу ми е драго што направивме една ваква преубава комбинација. Обично ние водителите пред да започне емисијата, односно пред да започне овој дел кој што го гледате вие, секогаш поминуваме некое време со нашите гости и некако имаме можност да ја почувствуваме енергијата и многу ни е драго кога сите тројца од гостите ќе се синхронизираат заедно. Така беше и во овој случај, иако гостите првпат се гледаат и се запознаваат, затоа и знам дека ќе имаме одлична емисија. Би сакала да ги представам и гостите, иако веќе ги видовте во Форшпанот. Дел од нив се и првпат кај нас овде во Канал 5, односно во Здраво Македонија, како што и дамата која што седи заедно со мене, Анета Коропкина, автор и спикер по сервисно лидерство, оваа професија некако ја слушнавте и вие во Форшпанот, меѓутоа тоа жена со многу професии, мастер коуч, бизнис коуч, автор кажавме, спикер кажавме, модератор, не знам, навистина има толку многу професии, сигурно ќе заборавам нешто. Анета, добре дојде во Здраво Македонија, многу ми е драго што ете вака првпат си пред нашата камера. Добро ве најдов, ви благодарам на поканата. Прекрасно утро и се надам дека заедно со останатите гости денеска ќе споделиме и ќе поразговараме за одлични теми кои што верувам и на гледачите дека ќе им бидат интересни да ги послушаат. Така е, дефинитивно ќе биде така. Веднаш до Анета е стилистот Владимир Трајковски, кој што исто така е првпат овде во нашата емисија и многу ми е драго што ете вака се одзва позитивно на нашата покана. Владимир, добре дојде во Здраво Македонија. Благодарам на поканата. Убаво ми е вака во друштво на прекрасни дами. Така те ставивме некако меѓу 4 жени. Така, и ќе разговараме за убавината, ќе разговараме за се она што е модерно, што то прво доаѓа, нели, сега матурските свадбите, па нешто. Се што е убаво, нели? Така, околу убавината ќе. Така, ни требаат убави информации и убави вести, па се надевам дека ќе пренесеме и убава енергија на нашите гледачи. Веднаш до Владимир е Моника Зајкова, председателка на ЛДП. Со Моника исто една година не сме се виделе, баш тоа зборувавме од емисија на емисија се гледаме, ама некако така се погоди. Моника, добре дојде во Здраво Македонија. Добро најдов, ви благодарам на поканата. Чест ми е да бидам со вакви гости, односно во вакво друштво, малце поинаку од политиката и малце во поинакво обкружување од она секојдневие. На кој што сте навикнати. Да. Така е, Александра ќе биде заедно со мене. Александра, добре дојди за тебе. Комплименти за изгледот. Ви благодарам. Пролетно. Да. Комплиментите за изгледот, за шминката и за се она што значи стил ќе му ги оставиме на Владимир. Сепак мислам дека тој најдобро си ја знае и уме во работата, но добро утро и од мене. Иако сте со Елена од 6:45 и јас ќе бидам заедно со неја и со нашите извонредни гости во овој дел за да споделиме убави разговори. Па го споменавме Владимир и на почеток одма да го прашаме. Владимир, нашата шминка, гардероба, целосниот стил, слободно коментирај. Иако сум првпат гостин кај вас. Почни од гостите овде. Не значи дека не ве следам, нели, на социјалните мрежи и нели преку малите екрани. Секоја сте терени, секоја сте средени, секоја сте така на едно ниво културно, пристојно, утринско, како што треба да се изгледа, нели она највечер на шминкофон, него суптилно, нежно, како што треба да се изгледа наутро. Ви благодарам. Колку умеат сите оние кои се ТВ презентери, кои се вклучени во јавните медиуми да бидат согласно она што значи утринско, попладневно шоу, вечерно, иако знаеме дека вашата омилена дама е Лила Филиповска, со која имате соработка на 30 на години. И колку настанот каде што одиме, ситуацијата го диктира начинот на кој што треба да се нашминкаме или да се облечеме. Во однос на емисии кои што ги зборуваме, нели утринска емисија, попладневна емисија, како што е емисијата на Лила, вечерна емисија, ги задоволуваме некаде стандардите, значи, кои што се, ајде да кажем, препишани. И така, нели самите си го градиме својот стил, самите си одбираме тоа, си додаваме индивидуалност. Најдобро ни стои, ете така, значи, си знаеме што најдобро ни стои. Тука е, нели, секако консултацијата со стилистот, со визажистот, со фризерот. Добро е, одиме напред, ми се допаѓа, супер се, меѓутоа со тоа што има еден момент кој што ме нервира, дали тоа било коктел, дали тоа било некој пријем, дали тоа било свадба, кога се појават во фармерки, да речеме, или во така некоја поспортска варијанта, па стварно мислам дека треба да се испочитува настанот, така, а и фармерка мислам дека е за секаде, само не за на свадба или за на некој настан, да кажам. Не сваќате, да, тоа сакам да го кажам. Инаку, да,
се внимава. Еве веќе знаете и на ромски бал и на било кој друг бал, значи се испочитува стандардите максимално, дрес-кодот се испочитува, да. Така. Моника, ми се свиѓа она кој што ми се допаѓа, ми се допаѓа она кој што го кажавте на почетокот дека се извинам, вие сте навикнати да гостувате по политички емисии, тоа е дел од вашиот живот, затоа што сте во политиката, меѓутоа секогаш убаво кога ќе ги видиме политичарите малку од другата страна и мислам дека и минатата година последен пат кога се видовме имавме така некои малку поразлични разговори од она што е Моника Зајкова во политиката, нели? Политичарите се секогаш, не знам, некаква мета на критики, на некој ќе му се допаѓате, на некој нема да му се допаѓате, да. Меѓутоа ми се допаѓа оној приватен дел кој што политичарите па и не сакаат многу да го зборуваат, можеби затоа што ќе биде злоупотребено во политиката, тоа зошто не се отвараат политичарите малку повеќе, затоа што прават приватно, не знам кој им е хоби, што гледаат на телевизија, еве да речеме. Па добро, јас на пример никогаш не сум криела нешто посебно од мојот приватен живот или што правам. Во многу наврати сум кажувала и дека свирам виолина, и дека сум бивши пливач, и дека живам нормален живот како и сите луѓе на моја возраст, затоа што сум и прилично млад политичар. Во делот можеби на приватноста околу семејство, тој дел, знаете како викаат, колку ќе дадете на јавноста до знаење, толку ќе дадете простор да навлезе во вашата приватност или приватна интимност и можеби затоа повеќе суптилно се чува, иако на пример па има и политичари кои што се обратно од мене, кои што сметаат дека нели истакнувањето на јавно на семејството, на тоа дека се традиционални луѓе и слично, дека можеби ќе привлече повеќе симпатии од луѓето кон нив. Јас не го гледам тоа така, мислам дека сепак сите сме луѓе на крајот од денот и дека политиката не треба да наминува или да правиме нешто вештачки или нешто што не сме. Треба да си продолжиме да бидеме тоа што сме. Политиката е професија во која што ни дале луѓето или граѓаните поддршка да развиваме политики системски за подобрување на секојдневието и општеството, а не да се менуваме себе си или да продаваме некоја си лажна слика за тоа што сме. Така. Анета би сакала да ја прашам. Со Анета имаме многу теми. Сега некако мислам дека ќе скокам од тема на тема, меѓутоа ќе се надоврзаме на она кој што го кажа и Моника. Моника или Моника, некако јас зборувам Моника, ама не знам дали тоа правилно, дали Моника треба. Како ти доаѓа, така јас не се лутам. Анета си Анета. Тука нема грешка. Нема грешка, да. Анета, сакам да ве прашам, ние многу ретко зборуваме, не се не сеќавам дали овде во емисијата некогаш сме зборувале, а мислам дека треба нешто кое што вие го правите професионално, а тоа е колку компаниите се грижат за среќата на своите вработени, еве да кажеме, за доброто на своите вработени. Нешто кое што, не знам, вие ќе кажете од ваша перспектива дали се менува во последно време или не, затоа што имате искуство многу со работа во многу светски, во многу држави, нели, сакав да кажам, на секаде низ светот, па можете да направите некоја компарација. Затоа ние многу често зборуваме за работниците, нели, кој не е задоволен од, не знам, плата, кој не е задоволен од работните односи во фирмата. Секогаш нешто тука ќе се најде и јас имам некоја визија дека кај нас луѓето работат колку само за плата нели да земат и тоа е тоа. Ние гледаат работата како работа на себе, како продуктивност, како некоја алатка за градење нешто во животот. Туку ние работиме за плата, гледаме дека ситуацијата кај нас повеќе нели сакаат некоја администрација тука да се вработиш, за да не работиш нешто многу, а да си земеш плата. Меѓутоа гледам дека во светот не е така и нешто кое што во последно време се менува дека луѓето не се вработуваат во компании, туку се стануваат предприемачи, се работат за себе, се ствараат своји онлайн бизниси, да кажеме, или не знам какви бизнеси. Што имате вие да кажете од професионална гледна точка? Затоа знам дека е длабока тема. Да. Многу длабока тема. Ќе се обидам кратко да ја објаснам дека разликата што се случува на светско ниво и она што е во Македонија е голема. Да речеме надвор од Македонија, европските земи или светските земи, стварно многу повеќе компаниите
вложуваат во well-being или доброто или здравието на своите вработени, меѓутоа добиваат и фидбеки од вработените или вработените исто така вложуваат понатака во развојот на таа компанија, кога гледаат дека вредностите кои што компанијата ги има и јас како вработен ги имам, ни се еднакви. Ке се согласам дека во Македонија последните години работам и овде и наблюдувам и овде што се случува, дека го имаме тој тренд од платата и платата, да бидеме искрени, можам да ви објаснам дека кога и каде да работам, со кои компании да работам, дали компанијски или индивидуално, платата секогаш ќе биде мала. Па да, значи, никош не сме задоволни. Да, значи платата и секој од вас да ве прашам дали сте задоволни со вашата плата, значи секогаш ќе платата како место секогаш ќе биде дека ни е малку и мене и вас и на сите. Значи секогаш има простор кога ќе добиеш одредена плата, се привикнуваш на тој стил на живот на тие или трошоци и после доаѓа уште и уште. Така да, во Македонија има момент или тренд дека платата ни е најважна, меѓутоа гледам тренд и на полека менување, особено од компаниите кои што посериозно вложуваат во развојот на културата, дека и луѓето кои што работат во тие компании почнуваат да се менуваат и платата да не биде секогаш на првото место, а да биде атмосферата во која што работам, вредностите на компанијата, целите на компанијата, што сакаме да постигнеме или со работа во оваа компанија, така да има мало движење во Македонија, меѓутоа драстично различно од тоа што се случува во светот. Така, Моника, што имате вие да кажете вака политичарите за тоа што вашата работа е политиката, каде што вие креирате нели и се залагате за вредности, наша работа е да создадеме нели механизми, услови кај што ќе растат платите. Меѓутоа, мислам дека генерално по однос на ова што говореше Анита, дека приватниот сектор може би се менува, но мислам дека треба повеќе работа во јавниот сектор и во администрацијата, бидејќи таму имам чувство дека луѓето не се само незадоволни од платата, туку се научени во една комфортна зона на незадоволство да седат. И кога ќе влезете вие во една институција, бидејќи сум била и шеф на кабинет во министерство, има толку нарушени односи, толку се луѓето фрустрирани што со години седат на исто ниво и автоматски веќе не се надоградуваат себе си, не сакаат да напредуваат и мислам дека тука исто така треба да се направат многу длабоки промени. Многу целосна реорганизација системска во делот на јавниот и приватниот сектор. Инаку секогаш повеќе сум го поддржувала приватниот сектор, бидејќи пред политиката всушност работа во адвокатура. Иако е јавна професија, сепак е приватен, како да кажам, приватен сектор. Има многу голема разлика и стварно треба да се работи, особено со институциите, бидејќи демотивираноста на луѓето внатре многу влијае врз квалитетот после на услуги кои што ги пружаат надвор како сервис на граѓаните. Но колку влијае партизацијата и колку можеме да исклучиме од државните институции, бидејќи сите знаеме колку истата е наметната? Тоа е исто така прашање за дискусија и ако мене ме праша некој кај треба највеќе да се постигне можеби национален консензус, тоа е во делот на тоа да се ослободи општеството од партизација и да се остави слободен пристап на пазарот до секој. Јас сум либерал-демократ и сметам дека секој индивидуа согласно своите квалитети треба да биде вреднувана на пазарот и да има пристап до работно место. Партизацијата изминатите, ајде, пак јас сум 30 и нешто години, но во изминатите години тоа е наталажувано можеби почнало суптилно, но веќе очигледно видливо и повторно незадоволството е тоа, бидејќи вие сте влегле можеби на ранг, не знам, помлад соработник пред 20 години и сега партиски ви донале раководител на сектора. Вие имате поголемо искуство. И тука настанува цел тој процес и јас мислам дека тука стварно не треба општествен консензус да се престане со тоа и да се направи една евалуација. Приватниот сектор исто така има потреба од работници, од вработување, не е нешто страшно да се работи приватно, иако можеби кај нас од претходниот систем останало тоа и од родителите.
влези си во државно посигурно. Да. Тие Таму и седи тоа е си до така пензија. воспитувањето, Личи за да не работиш. И сега некој седи таму затоа што тука му е побезбедно, иако е тотално незадоволен, демотивиран. Има благе, веќе се гледа, мислам, благ напредок, има помлади генерации кои што не можат повеќе да го трпат, тоа се излегуваат на пазарот на труд, меѓутоа генерално се уште имаме проблем. Колку кочани ни е кулминација на партизација, нефункционален систем и оно што генерално ни се случува во државата низ години, а секако да ставаме и сите знаеме, но никој не зборува. Па да, како јавна тајна, јас пред се сакам да изразам и длабоко сочувство до семејствата на оние кои што настрадаа, но и да посакам брзо оздравување на оние кои што се уште се во состојба на лекување, па и имаме се уште пациенти во критична состојба, апсолутно, меѓутоа ние како општество некогаш туку секогаш учиме на потешкиот начин. Немаме изградено систем на превенција, бидејќи ние сега менуваме закони за пиротехника, нешто што требало да се регулира претходно, што можеби, јас не викам ако можеби требало да се случи, ќе се случи со најдобри закони, меѓутоа ние го немаме тој систем да превенираме работите да се случат и да оставиме минимални шанси за нешто да тргне наопаку. Требаше да се случи трагедија од невидени размери, кај што штетите се ненадомесливи, бидејќи човечкиот живот ништо не може да го врати, за ние да почнеме да бараме во институциите дали постапувале согласно законите, па да утврдиме дека не постапувале, а јавна тајна се дека корупцијата ни пори во секоја институција од најниско ниво до највисоко ниво. И тука веќе не е проблем само на какви закони ќе создадете, туку и каков надзор се прави, колку се применуваат сите тие закони, но и дали градиме системски закони или само градиме на дневна политичка основа. Еве јас имам еден пример на изминатата седница поднесов закон за изменување на законот за спречување и заштита од насилство врз жените, семено насилство, кај што се предвидува на сторителот да му се воведе електронска нараквица за да се следи неговото движење и да ја алармира на жртвата ако е во нејзина непосредна близина. Јас не добив поддршка никаква, освен од 12 пратеници. И тоа е систем на заштита, затоа што вие создавате превенција. Знаеме Тука има многу недоречености, особено во тој закон, за жал, и најчесто кога немаат никаде жртвата да оди, сме го зборувале со многу соодветни стручни лица токму на оваа тема. Да, меѓутоа пак треба превенцијата, треба да е на прво место, а потоа и контролата и нормално менување на свесноста. Јас како председател на партија можам да кажам дека сите говориме од како нешто ќе се случи, како требало, не требало, меѓутоа нема еден човек кој што кога се работело за него лично не посегнал по тоа да најде начин како да го заобиколи системот или да си убрза постапката и слично. Сега тоа се прашања кои што стварно е широка тема и надолго и широко може да разговараме каде сме потфрлиле уназад од осамостојувањето до денес. Така, Анета, повелете, сакавте да се надоврзате за тоа дека ние и многу од гостите кои што ги имавме сега околу несреќата, сите кажуваа дека нели треба да ја почнеме промената од нас, ама таа промена од нас не, ние ја бараме во политиката, во некој друг кој што кажал, некој друг што направил. Да, и некако имам чувство дека ние секогаш се знаеме и не дозволуваме некој да ни каже како што треба, затоа што нели ние сме најпаметни и се случуваат после грешки и еве вакви несреќи од невидени размери. Да. Па затоа и се надукнадив кон Моника свесноста или индивидуалната одговорност кон тоа што правиш, зошто го правиш и кои се последиците од тоа што го правиш. Ке се согласам дефинитивно, Елена, дека нашето македонско нели она его и јас се знам и ако ми треба нешто јас ќе најдам пат нели јас како себе да си го решам, меѓутоа никогаш не го гледам она колективното. Тука е она свесност на која што јас лично работам и во компаниите и индивидуално да се измени одговорноста дека ти во прв основ си одговорен и за сопствениот живот, за сопствените постапки, значи ако ти отидеш и направиш нешто против законот, ти треба да си свесен кои се последиците за тоа. Законот секогаш треба да е и убаво да е и без закон мислам дека и без солиден закон дека нема правна држава и нема нели градење на култура. Ако ги погледнеме светските земји, ние разбираме во кои земји е најдобрата култура.
каде што има законот систем на е казни. така, систем на казни, нешто што мене лично искрено не ми се свиѓа, ама не ми се допаѓа, нели затоа што па јас се чувствувам себе си како доста осознана и одговорна личност, свесна личност за одредени постапки, дали тоа ќе биде сообраќај, дали тоа ќе биде нели безбедност, дали тоа ќе биде кирката моја, значи како јас неа и давам одредени насоки како она да живее и да се развива. Така да јас би се навратила дека да, во прва основа кај нас многу фали индивидуалната одговорност и индивидуалната свесност, која што за жал, пак ќе речеме најверојатно овие 30 години се намалува, а тие што ја зголемуваат, за жал, или си одат од земјава, нели, или се бориме тука со кои сили можеш и умееш нешто да И да со тоа измениш. што останало во државата, Да. затоа што некои луѓе кои што нели на време ги сватиле овие работи како што велиме, си побарале подобро утре во некоја од другите земји. Владимир тоа најдобро може да знае затоа што 30 и кусур години веќе сте во оваа професија каде што сте запознале многу жени, многу мажи, многу клиенти, нели како викаме кога ќе одиме на фризер, на шминкер, тоа е баш како на психотерапија, значи буквално се си Дефинитивно, да. кажуваме кај тие луѓе се нај чуваните информации, ако можам така да кажам. Сигурна сум дека и вие сте имале клиенти кои што можеби заминале од државата. Сигурна сум дека знаете еден тон приказни за луѓе кои што ако нешто на нив им се случило, одма имаат човек на кој што треба да се јават или да ви понудат помош, јас ќе ти средам, нели по брзиот пат. Меѓутоа и нешто кое што сакав да ве прашам, една од најголемите проблеми за луѓето како вас е што не можат да најдат вработени. Денеска не можат да најдат вработени, посебно во еве во козметичкиот сектор. Што се случува? Што се случува? Се случува тоа што се навикнати од времето дека во оваа професија има пари. И кога ќе почне да ја учиш оваа работа со мотивацијата дека ќе имам пари, нема да успееш. Ако ќе почнеш да учиш оваа работа со љубов на работата, тогаш ќе бидеш успешен. Тоа е оној старт кој што ги учиме ние како ментори, учениците од Димитар Влахов, кои што доаѓаат кај нас на пракса. Значи, ако немаш љубов према работата, ако немаш желба за работа, Немој за пари да ја работиш. Нема да работиш за пари, затоа што... Нема да успееш. Да, така се ама и нема да ги заработиш тие пари ако не го сработиш како што треба. Од љубов. Ќе дојде, да, па ќе дојде еднаш, нема да дојде веќе никогаш после тоа. Да. Тоа е тоа. А тешко се наоѓа затоа што како што спомнавте вие, нели, отварање, нели, сега приватизација повеќе сакат сами да работат отколку што државно. Да, меѓутоа, верувајте ми дека сега во последно време особено се огромни сметките за струја. Особено има многу повеќе давачки и трошоците се ептен зголемени, така да и ние верувајте кубуриме крај со крај врзуваме едва има работа, не викам дека нема работа, меѓутоа и многу не има. Да, некако им... Да, веќе се отвори, меѓутоа се селектираме кои сме, што сме, нели, во градов. Имаме, многу сме организирани, имаме физичка секција, имаме состаноци, одиме ностоп на семинари, одиме ностоп на дообуки. Значи, све е тоа вред, меѓутоа, децава се незаинтересирани за... Да, некако тие генерации кои што доаѓаат не се заинтересирани да научат, туку веднаш некако со некоја друга визија за себе влегуваат во било што. Ако може. И успешни да бидат одма. Да. И добро платени. И добро платени. Имам тоа доживено, еве, бидејќи, нели, пак водам организација на луѓе. Сите сакаат многу добро да се платени, на време да се платени, меѓутоа продуктивноста е многу мала. И никако кога да се изгуби квалитетот на пазарот. Јас кога стажирав во адвокатско друштво, од дома ми вика: оди, не прашувај колку ќе ти биде на доместокот, научи за тоа што утре ќе ти треба на тебе да станеш добар адвокат. Јас одев со цел да научам, иако на доместокот бил символичен, колку да може да си покриеш превозот
и храната. И упорно сум се трудила повеќе и повеќе да научам. Денес го нема тоа. Денеска сите ми кажат, што јас за 30.000 да ти работам на те. Извини, ама тоа не е воопшто подценување. Не работиш на вика, мене, работиш нема за да себе. Да, работиш за себе, за да научиш нешто и воопшто не се трудат, јас се согласувам со Владимир, не се трудат да научат, да излезат и можеби државата има тука вина за тоа што вештачки го правеше процесот, бидејќи ние све популистички правиме, ништо системски. За да имате вие природен раст на плати или слично, треба да има зголемена продуктивност, иновативност. Ние некако се популистички правиме и после се чудиме зашто општеството не е на ниво на кое што ние денес. А сите имаме вина зашто е тоа така. Ајде, ќе тргнам од себе како политичар, можеби, иако не се сметам себе си за политичар кој што користи популизам, меѓутоа од политиката па надале можеби политиката е слика зашто тоа е така, но и секојдневното живење и граѓаните веќе некако цел систем стана навикнат на тоа дека нешто треба да му се даде без да вложи. Без да се вложи нешто. Да, Анета, зошто еве ова го збориме и сите се согласуваме дека е тоа така, некако имам чувство дека оние генерации веќе од 80-тите, не знам дали 90-тите ги фатија, а меѓутоа тие генерации пред да се вработиш, нели ти имаш процес на учење, на школа, ти не прашуваш колку пари ќе ти дадат, тебе не ти се битни парите, тебе ти е важно да си таму во компанијата, да учиш, да се надградуваш. Сега го нема веќе тоа. И она кое што го кажавме, можеби и технологијата со развитокот на технологијата се отвори еден тон нови професии, еден тон нови можности, еве да кажем, и некако луѓето не се заинтересирани веќе да работат во компании. Значи моментот кој е технологијата има многу голем удел од ова се што ни се случува, односно брзината на живење. Еве, ако споредиме колку брзо сме живееле пред 10 години, па да не зборам пред 20 години и колку брзо живееме сега. Достапноста на информациите, ако порано пред 10 или 20 години, кога уште интернетот не беше толку развиен, информациите доаѓаа многу споро до нас. Денеска и сами разбираме со телефоните, еве го значи го вклучуваме и одма информацијата те сега и овде. И таа илузија која што има кај младите луѓе дека јас се знам. Нели затоа што сме ја прочитал сега информацијата овде, ChatGPT ми кажал нели како треба или Google ми дал некоја информација како нели да фенирам. Ти туторијал на YouTube можеш да изгледаш и одма знаеш дека знаеш, ете така. Гледаме сегашни, Се YouTube шминкери. YouTube шминкери, TikTok шминкери, да. Да, значи брзината на животот за жал ги носи овие последици, да луѓето мислат дека знаат, да луѓето мислат дека се професионали и сами знаеме колку има инфлуенсери кои што се може ќе звучам и или малце грубо, немаат грам мозок, ама се инфлуенсери, меѓутоа, за жал тоа е она кое што, ако порано, дефинитивно за ти да си бил некој нешто во смисол да те слушаат луѓето, да учат од тебе, да значи твојот збор нешто требало да си поминал преку сито и решето, за да си стигнал до некоја позиција знаење и умење. Денеска тоа е најверојатно со неколку лајкови, случајно, или TikTok видео и нели и популарноста, и со тоа се губи вредноста на она што стварно треба да е вредно и ценето. И примерот што го даваме, ако може некој со лајкови да заработува пари, се си кажат зашто да не можам и јас. Или ако можат еве политичарите да не прават ништо, а да земаат големи плати, можам и јас. Ако може некој да влезе во политика и да стане преку ноќ многу богат и да се расфрла со пари, претходно сме знаеле кој што бил, бидејќи Македонија е мала, тогаш сите се сликуваат и точно е така, затоа што пристапот до информации, веќе и социјалните мрежи ги гледаме, објавуваат се и луѓето веројатно создаваат некоја, ајде да кажам, фрустрација и се стремат, се стават во позиција зошто не би можел и јас, кога може тој го знам од претходно. Ама не сме сите исто скроени. Да, и јас тоа многу често сум го слуша, оваа се слика таму на Инстаграм, заработува пари, зашто јас не? Меѓутоа не сме сите исти. Така, тоа мора да го знаеме дека не секогаш полесниот начин може би е нашиот пат. Може и да не биде полесен. Значи, пазите, тука исто моментот кога некој те гледа од страна, особено тоа што социјалните мрежи денеска ни го презентираат и викаат, но види колку му е лесно. А никој не се запрашува
А што е позади тоа лесното? Позадината, да. Така, значи ништо се јас сум требала да поминам или Владимир, да, или Моника за да стигне до одредено ниво или ете за да бидеш инфлуенсер, колку жртви си требал да направиш. Кај нас тоа е исто, барем во Македонија, во странство не го гледам до тој голем степен, можеби затоа што сме помала земја, меѓутоа кај нас секогаш гледам дека многу повеќе се критикува, многу повеќе се генерализира, многу гледаме повеќе на негативната страна на нештата, отколку да прашаме, чекај да видиме, што направил овој човек за да стигне до таму каде што е. Еден инфлуенсер за да постави слика, нели, или стори, позади тоа има шминкер, фризер, има човек кој што постои ќе обработи сликата, сторито, ќе се осмисли текст. Значи тоа е добри 3 до 4 до 5 часа работа. И кога тоа ќе се постери, кога некој ќе отвори телефон и каже: види се сликала, ова го рекламирала чашата со вода, нели? И си ставила пари в джеп. Ја ќе се стикам со чашата вода, ама како ќе се стикаш со чашата вода? Да. Затоа викам, не сме сите исти, сите си имаме некој свој Тоа е живот. највеќе тренд во политиката дека се сите исти, ама јас не се согласувам и не прифаќам да бидам ставана во кошот на сите си исти, затоа што не сите политичари се лоши политичари, не сите политичари се коруптивни политичари, не сите, ајде да кажам, нели, инфлуенсери се квази инфлуенсери, има некои професионално си работат, исто со новинарството, исто во правосудството, во секоја сфера и секогаш мислам дека дури не се научиме да утврдиме индивидуална одговорност, да кажеме да, тоа е лош. Мене во работната атмосфера ме нервирало, например, во адвокатско друштво, кога генерално ни збореле не се добри предметите или не кажете кој не го сработил добро предметот, за тој да може да знае, да се поправи, затоа што се додека се штитиме под генералната нели тоа обвинување или слика дека се никогаш нема да излезе на површина индивидуалната неспособност или одговорност на поединци. Ово ми се допаѓа, да го надокнадам само. Исто, мора да направиме краток блок на реклами, ама ќе ти зачувајте си ја мислата. Ете така, кратка пауза правиме за реклами, се враќаме за кратко.